Реформската агенда мора да продолжи, без разлика дали има решенија околу уставните измени и билатералните односи со Бугарија, вели министерот за европски прашања Орхан Муртезани на расправата на Националниот совет за евроинтеграции. Реформската агенда на планот за проширување не се поврзува на никој начин. Ние можеме да продолжиме да имплементираме многу лесно да најдеме решение за уставните измени, но ако не најдеме, значи не е прашање кој се поврзува. Председателот на Советот Венко Филипче повика да се разгледаат нови варијанти, како Историската комисија да ја продолжи својата работа со цел да се обноват преговорите со Бугарија. Прво е дел од протоколите во францускиот предлог околу работата на Историската комисија, толкувањето дали е или не е причина за да се запрат преговорите во даден момент. Понатаму можноста да можеби работата на Историската комисија се надгради со присуство на експерти од други земји, например Германија, Полска или Австрија, луѓе кои што имаат искуство во таква работа во нивните земји, едноставно да што повеќе се избегне субјективизмот во работата на таа комисија. Пратеничката од ВМРО ДПМН Иванка Василевска ја отфрли идејата за надградување и проширување на Историската комисија. Многу ме разочарува кога ќе слушнам дека на една ваква, комплексна дебата од лидерот на опозицијата добиваме порака во која што не само што ќе ја прошириме агонијата со историските комисии, туку ќе ги надградиме со уште нови идеи кои што се ставаат на маса без да се видат сите консеквенции, а на тој начин го рушат дигнитетот на македонската наука. Како што потенцираше министерот Муртезани, успешното имплементирање на реформската агенда значи и отклучување на нови средства од механизмот за предфинансирање на ЕУ. До септември треба да се завршат првите 5 реформи од оваа агенда, пошто ќе ни бидат достапни 17,1 милион евра од Европската унија.